Така, Муратовски, продолжуваме со вас. Левичарските здруженија и дел од други групи, граѓански организации протестира против влезот на НАТО. Колку сметате дека вашиот глас ќе допре до некого? Па на почеток малку, ама со тек на време се повеќе и повеќе. Значи, ова се поврзува со анкетите што зборувавте претходно. Значи, овие 27 години немало сериозна критика на евроатлантските. На почеток, меѓутоа, властите велат дека за 6 месеци се решава работата. Барем такви се очекувањата. Па добро, значи, можеби нема да успееме да создадеме доволно револт за да сопреме ова, ама и потоа ќе работиме на понатамошно, да речем, излегување од НАТО и такви работи, ако дојде до тоа. А инаку за анкетите и за општо за јавното мислење, значи овие 27 години нема сериозна критика на евроатлантските интеграции воопшто и баш така како што рече, се е фама една дека тоа е магичниот лек за сите наши проблеми, така да не може да се очекува дека процентот на граѓаните кои што се против е голем. Партиите до сега што постоеле, значи пред левица, имале консензус целосен за евроатлантските интеграции и за некои други клучни прашања. Така да се друго е сулудно да се очекува. А за ова за промените на автопатот, аеродромот и за целата оваа фама за името, значи тоа е немање приоритет. Значи во Македонија економијата е никаква. Моментално дозборуваме, овие денови има штрајк на работници во Крива Паланка, значи 200 луѓе скоро се останати без работа, без плати 3 месеци, без придонеси и така натаму. Секаде има сиромаштија, секаде има невработеност. Тие се проблемите кои што треба да ги решава оваа власт и на таа реторика дека ќе ги решава тие проблеми и дека ќе има такви реформи и дојдоа на власт. Така да сметам дека ова се само замајување и само дефокусација од реалната ситуација во државата. Целта е, значи не ги интересира реално САД нити Европска унија, македонското прашање во смисла на идентитетот не се замарува. Ги интересира, значи геостратешкото прашање и економското прашање. Тука сакаат да можат уште повеќе да експлоатираат и Македонија да им биде една сигурна база. Значи од западот не е случајно што тука има фирми како на пример фамозната Дрексел Майер од Германија, што тука користат ефтина работна сила и профитот оди на запад. Значи тоа е интересот на западот, да не се лажеме со некакви приказни, многу е конкретно пари. Значи ефтина работна сила. А за политичкото насилство што спомнавте, мислам дека е погрешно да си идеализира западот, посебно Америка како главна и најголема членка на НАТО. Значи оваа година само за првиот месец јануари над 100 момчиња црнци во Америка се застрелани од полицијата. Тоа не е политичко насилство? Да ви дадам само еден пример. Тоа е резултат на политиката. Насилство кој е резултат на политиката. Тоа што не се по име и по презиме целени не значи дека не е политичко насилство. Оваа власт кон претходната за да има работници голема мера беше за иселувањето, поготово на младите, а уште по-прецизно на студентите. Знаете ли колку е лесно, имате микрофирма кај што се грижите за вашите работници, исплаќате подобри плати од другите. Знаете ли колку е тешко и произведувате, да кажеме, текстил или нешто текстилно поврзано со домот. Знаете ли колку е тешко да работите на 2 милионски пазар? Каде што за да продаете нешто што е својот производ 30 километри од Скопје, треба да победите. Во Македонија треба да работи на 2 милионски пазар. Имаме слободни тргови. Вчера бев конкретно имаше штрајк на работници, значи во Крива Паланка од текстилна. Класични идеолошки бојавети што немаат врска со практиките. Ова е реално. Скажете им на тие луѓе што останаа без работа, што 3 месеци не им се платени, дека се идеолошки моавети. Значи, тие луѓе работеа во странска инвестиција и кога се исплаќало плата, не се исплаќало минимална плата. Значи, нормите се ставени намерно такви да не може да ги стигнат. Ве молам. Така што можевме да видиме во Солун какви протести организираа грците против терминот, употребата на терминот во Македонија. За внедела се организираат помасовни, поголеми протести и тогаш и сега левичарски движења ќе искочат на контрапротест. И тоа во недела анархистите се закануваат дури со насилство да ги спречат протести, да. На прошлите протести каде што сквата анархисти во една зграда, тие што протестираа ја запалија зградата, значи десничарите. Екипа на Теле 21 беше на тие протести, меѓутоа тоа е сосема од другиот дел на градот,
не можевме физички да стигнеме таму и да го следиме и протестот, само според информациите видовме дека има Па да, нормално. контрапротест, меѓутоа со помали размери секако. Нормално и нив последните 27 години ги лажеа со лажен национализам, со лажен патриотизам, со десничарски реторики. Се нормално дека ќе има толку многу луѓе што ќе излезат на протест, дополнително има страшна сиромаштија. И ова одлично им одговара на властите, значи да дефокусираат. Да, а тие што се вистински левичари во Грција, значи не е како Ципрас што на прва прилика ги предаде неговите ставови, тие излегуваат на контрапротести и значи нивниот став е дека Македонија треба сама да се одлучи какво ќе името, да нема притисок од страна на Грција, нити од страна на Западот преку поддршка на Грција. И тоа е нормално, значи само пределувањето е левичарски концепт и нашите другари во Грција со кои што имаме и соработка и контакти, да, го почитуваат тој концепт.